Македонските уметници се ценети во Соединетите Американски држави. Токму тука имаме неколкумина кои што се представуваат и кои што својата уметност со примеси од она што го носат од Македонија го презентираат на американците. Ние во оваа епизода, специјално издание, ви ги презентираме оние кои што ги издвоивме за вас. Ticho pera molitva za nas, no da bude nadeždi mir, zvezdi tleni nosa ljubovan čas. Mirisan kokičinja, polinja sa zreli jagodki, Дуке Бојаджиев ни одбра прекрасно место за правење интервју овде во Њујорк. Твој дом веќе подолго време. Македонските гледачи во суштина се научени да те гледаат најмногу на интервјуа во Македонија, бидејќи малку си ни далеку искрено да доаѓаме да ти правиме интервјуа. Кажи ми колку време си тука во Њујорк и зошто го имаш одбрано Њујорк за свој дом? Па во Њујорк сум 14 години, во Америка 17, скоро 16 и пол. Њујорк бев 2,5 години во Бостон и Њујорк некако природно дојде прво како светски центар, а второ беше блиску до Бостон, па доаѓав додека бев во Бостон, го испитував градот онака полека 2,5 години пред да се преселам. Така да од многу аспекти за она што го работаме, веројатно едно од најубавите места да биде човек за мојата индустрија, значи музика. Во
Текот на градењето на кариерата, гледано од страна, например, и она што го следиме, например, по медиумите за Соединените Американски држави, особено за естрадниот дел, се верува дека многу брзо човек може да се крене и да се вивне да биде почитуван, иако музиката која што ти ја правише од сосема друг агол, тоа нема врска со популарната музика до толку, но истовремено може и многу брзо да падне. Што значи градење кариера музичка во Нью Йорк, особено затоа што е многу поразличен од другите делови на САД? Па тука е најжестока конкуренцијата, така да најкомплицирано и не е работа само да изградиш, туку и да ја одржуваш треба, значи да држиш цело време некој ниво на квалитет, на работа, на професионалност и ја некако имав среќа кога дојдов после месец дена најдов работа во едно музичко студио, кај што влегов во музика за ТВ, за адвертайзинг на почеток и една година бев кај нив и го научив на некој начин бизнисот и ме внесоа они во водите на њујоршкава сцена на први на адвертайзинг и првите години тоа го работев едно 3-4 години поинтензивно бев на тоа, а другите работи ми беа поспоредни малку и полека си се дојдов на своето на кое што идев, уствари беше музика за филм повеќе. Така да имав многу фази овдека 14 години како 140 ми се чинат у поглед на како неколку животи да сум поминал, бидејќи бев во една фаза, па таму имаш комплетно еден нетворк, па полека се префали во со Телепоп Мюзик таму 2005-2006 влегов малку во таа да речам продукциска фаза кај што работев музика, поише поп музика работев и пред 10 години почнав да влагам во филмските води се повеќе. Така да полека, можам да кажам, последниве 5 години така си дојдов на свое, а цело време континуирано борејќи се да го одржам, својот континуитет со кариерава тука, како што реков, таа постојаност, што не е едноставно овдека, бидејќи доаѓаат нон-стоп нови луѓе и си одат луѓе и нови таленти, така да цело време врија овдека, едноставно е бара многу ангажираност и малку и да кажам на луда фокусираност да можеш да го одржиш тој континуитет. Кој жанр филмови најмногу ти се допаѓа да соработуваш во нивната продукција и постпродукцијата нормално, со оглед на тоа дека овој дел од светот има хиперпродукција на филмска индустрија, за разлика да речеме од европскиот каде што се работи можеби помалку, но кога се гледа кинематографски, европскиот се смета за поартистичен, поуметнички за разлика од американскиот. Па повеќе работам европски филм, искрено да кажам, иако сум тука базиран, и њујоршката продукција на филмови е така да речем има повеќе европски карактер отколку холивудски. Затоа и останав тука, бидејќи холивудската кинематографија не ми е толку, има нормално таму квалитет исто така како и во целата светска има и во холивудската има овој работи, ама повеќето е нешто што пристапот на музика што се бара таму не е нешто што мене толку ме инспирира. Повеќе ме инспирира европскиот филм, посебно источно европскиот. Така да, иако работев на неколку продукции овдека филмски, повеќето мојата филмска работа е за Европа. И овдека за телевизија имам работено доста. Највеќе се наоѓам, веројатно највеќе се наоѓам во тоа што највеќе ме сакаат луѓето, кога работаме во така драма, кај што има емоција многу. Пошто мислам дека мојата музика секако е многу емотивна, кога се спои со слика убаво, дава така една богата комбинација. Добро, реално така и те доживуваат, да речеме сега и во Република Македонија, така и те доживуваат доста емотивно со оглед на она што во последниот период има добиено огромен значај, да речеме, меѓу публиката. Последниве неколку години македонската публика те знаеа одреден број луѓе, но сега веќе и широката јавност те познава таму. Зошто мислиш дека сега веќе во овој период добиваш на популарност, ке речам, во Македонија? Па мислам дека за она ја што го работам си бара и известна зрелост, така да едно долго време лутав малку низ различни гранки од музиката, значи електронска музика, филмска, различен тип на филмска музика, и некако си го најдов сотегна, значи на еволуцијата како музичар и како човек, си го најдов оној ниш што мене најмногу ме возбудува, а и публиката најмногу ја допира. Така да таа емотивна жица провејува, значи во мојата филмска и во мојата поп музика и значи си се најдов себе во музиката во поглед на значи професионална работа и затоа веројатно и повеќе дојдов до израз бидејќи се фокусирав тачно на она што највеќе ми лежи.
Источноевропската кинематографија изобилува со драма, тоа морам да признам. Можеби затоа најмногу се наоѓаш доколку драмата ти се погодува токму во тој дел. I tvojot pogled go sledam jaz, ko v son me mamilo pregraj. O, mila moja, volšebni noki za jeden bakneš sebi dal. Co voskit začuden gledam, po tvojka senka nad zidom, sem je matno, dobavčak zlatno i sega neke kraj, tamo sum znaj. Samo da si večno moja ti, samo da si ti jedinstvena radost i sjaj, ovoj život moj. Da sme daleko od sebe, duša gori za tebe, ko magija mi zemaš ti, odnesi me. Samo da si večno moja ti, samo da si ti jedinstvena radost i sjaj, ovoj život moj. Da sve daleko se duša gori za tebe, ko magija mi zemaš ti, odnesi me, so tebe zemi me, izgrej vo mene. Gi čuvstvujem tvojke misli i tvoj odglas tiho šepot, slušam kaj zvoni, dal solzi roni i ljubov sonuva nestvarna. Samo da si večno moja ti, samo da si ti jedinstvena radost i sjaj, ovoj život moj. Da sme daleko od sebe, duša gori za tebe, ko magija mi zemaš div, odnesi me. Praznična volšebna noć, onamo kade što magijata postoji, onamo kade što želbite se ostvaruvat, a migovite se isполнети со radost, sreća i toplina. Počustvuvaja magijata vo svetот na vkusovite. Ispodeli nezaboravni migovi so svojite najbliski. Srećni praznici, Vitaminka. Секоја мешавина чај е произведена следејќи традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум.
од Алкалоид, Скопје. Во овој дел од сезоната многу луѓе ги мачи кашлица. Јас сум доктор Тајс и при кашлица препорачувам Мукоплант. Мукоплант има тројно дејство. Го намалува дрзнењето, го втечнува густиот секрет и ги ослободува дишните патишта. Со Мукоплант замолчете ја кашлицата навреме. Традиционален хербален лек за деца и возрасни.
твоите мисли и твојот глас тихко шепом слушам пред звони, дал солзи рони и љубов сонува не ствари. Само да си вечно моја ти, само да си ти единствена радост и сјај во вечни мој. Да си далеко свет, душа гори за тебе. Ко магија ми се нажди, однеси ме. Што е она на што работиш во моментот најмногу? Правевме муабет пред да дојдам тука дека заминуваш за Загреб, иако ова интервју ќе се емитува многу одложено, но на што работиш сега? Моментално работам на нов филм на Рајко Грлич, хрватски режисер кој што живее долго години он во Америка, но филмот се случува, односно се сними се целата продукција во Загреб, во Хрватска, и е копродукција меѓу една од копродукциите е македонска копродукција има во филмов мешано, и преку таа фактички македонската продукција стапил во контакт со режисерот и после кога разбинивме, му пратив музика и така се зближивме ептен уметнички, да кажам, значи во поглед на креативност се најдовме на иста бранова должина и сега одам на состаноци неколку дена да поминеме низ целиот материјал, филмот е снимен, сега да го прегледаме. Ја веќе работам на музиката, имам веќе дел напишано, треба да го продискутирам и така ме викаат на една пријателска средба околу да се видиме визави, пошто луѓето таму не се навикнати толку да работат long distance као што работам во случајов. Повеќе сакаат кога композиторот и генерално, мислам, повеќе сакаат луѓе кога композиторот им е тука, кај што може да отидат на ручек и да го продискутираат филмот. Во случајов супер функционираме со оглед на тоа дека уште не сме се виделе со режисерот, со едиторот, со продукцијата. Така да со ова ќе го запечатиме креативно отворештво и после уште некои 2-3 месеци остануваат од што имам време да го завршам комплетно филмот. Па таман додека да биде емитувањето на целосното интервју ќе го заврши. Па таман тој дел. Кажи ми, дуке во Њујорк, во Соединетите Американски држави, не само во Њујорк, секаде каде што настапуваш, особено сега откако ете се пронајде конечно себе си, а во тој дел верувам дека имаш многу мотиви од
кои што те влечат, да речеме, назад од Македонија, што проверуваат низ музиката. Како тоа го прифаќаат овдешните твои слушатели? Па, види, не ги користам секогаш тие. Например, еве филмов што е сега во Загреб, се вика Хрватски устав е името на филмот. Некоја така како драма со комедија и драма во исто време, модерна приказна од денешно време. Таму нема никаква потреба од етно елементи, така да таму комплетно е музиката е баш филмска, нема ништо етно или world music, баш е поише нека класична, значи пристапот, така да јас сега да мислам, значи не сум ја не ме бараат луѓето само за филмска, она е само за филмска музика со етно елементи, туку ме бараат за филмска музика генерално. Така да во овој случај не ми користи етно музиката и во многу други случаи, но во многу пак како во Балчак, како Војната заврши на Митко Панов, приказната бараше присуства на таква музика, поготово во Балчак се случуваше од 1907 бараше музика изворна и од тоа време така испадна и тангото со некоја примеса од тоа време во модерна форма. Така да не значи тоа е многу релативна работа користењето на етно елементи, но кај што има простор секако, што ми е многу блиска и позната таа музика, лесно ја вметнувам. Генерално земено како ја ги прифаќаат етно елементите американците? Многу екзотично. Значи пак ќе речам иначе и во нивниот ако работам на филм, може да не им се допадне, да не им одговарат на филмот, но кога правам концерти, за концерти во случај еве последниот што беше во Карнеги Хол на 8 октомври со Македонската филхармонија имавме полна публика, значи 500-600 луѓе, толку беше капацитетот, од кои што половината барем беа странци и луѓето кои што, значи концертот беше на македонски, беа тотално фрапирани од музиката и од атмосферата, бидејќи им беше многу екзотично им звучеше се и ми рекоа дека дури не би ни сакале да го чујат тоа на англиски истото, затоа што емоцијата што ја доловува македонскиот во тој контекст е многу посилна отколку истото кога би го отпеале на англиски, например. Така да убаво е човек кога автентично го работи, дали е тоа значи сега филмска со класичен или со етно карактер или е концерт со етно карактер, добро е автентичноста да се задржи без некој многу е тежок тој момент да го користиш изворното во модерна форма, ама да биде тоа некоја умерена форма, значи да не биде тоа over the top, што викаат тука, па да стане невкусно, туку да биде баш како мал спајс, мал зачин во целата приказна. Би се пренасочил ли некогаш на многу популарна музика, да речеме да правиш, само поради фактот дека, не знам, може би повеќе би заработил со неа? Па ќе го направив тоа до сега, да ми беше тоа целта. Имав многу пати прилика и финансиска нема, кога сум, например, да сум го направил тоа, ќе сум решил многу проблеми. Но ја не можам да направам компромис на таа тема, бидејќи ја веќе направив компромис, оставив медицинска диплома за да станам ова што сум и преби бил доктор, отколку да работам музика што не ми е, кај што не сум ја 100%, бидејќи мислам дека така не е добро ни за музиката, ни за мене, ни генерално. Мислам дека најдобро правам општо со музиката која што ја давам искрено. Така да секој се трудам да го држам тој континуитет и покрај, значи, финансиските бродоломи некојаш има, нема, значи, јас се трудам да го држам својот континуитет како артист без разлика на финансиската ситуација во моментот. Би им препорачал ли на македонските уметници кои што не можат себе си да се најдат таму, да дојдат тука и што би бил твојот совет, да речеме, за нив? Не само тука, општо каде и да е во светот, ако мислат дека ќе се пронајдат. Многу е тешко човек да незахвално човек да дае било каква сугестија. Едини совет што би рекол е мислам дека најдобро за секој индивидуалец, креативец, композитор во случајот вако е, да проба да се најде каде е он најдобар, значи во кој дел од музиката он се чувствува најсреќен кога ја прави, најпросто кажано. Значи што те прави најсреќен, тоа те прави најсреќен. Мене од секогаш од дете ме правила најсреќен кога ќе слушам филмска музика од Мориконе, од Вангелис. Значи тоа ме правило екстатично да се чувствувам и кога ќе сум пишувал музика во тоа исто така да на крајот еве највеќе се реализирав низ таков тип на музика, иако работев електронска музика која имаше свој успех у годините, но јас никогаш не се осеќав на клубска сцена, например, онака како што се осеќам у Карнеги Хол или у концертна сала со клавир и со оркестар. Тоа некако мислам дека тоа сум јас. Ова другото можам да го правам, но тоа е 30% од мене, а ваму сум 100%. Така да секој човек би му препорачал што го работи тоа да се труди да се најде себе онаму каде што е 100% тој, каде што знае дека не прави компромис со душата и со искреноста во креативноста.
Имаш ли некакви планови конкретно врзани за Македонија, да речеме следно? Па следно планирам концерт на 20 февруари во Метрополис, во организација со Авалон продукција, со кој што се работувам од минатото лето. И тоа ми е следен план за Македонија као концерт, а понатаму не знам јас. Соработки со музичари, нешто како што беше со Каролина Гочева последно? Па со Каролина, она ќе ми биде повторна гостинка сега во февруари. Неам нешто ново што би најавил. Во моментот сум буквално фокусиран 100% на филмов сега, што го работам, и потоа ќе се пренасочам на концертот да го припремам, а понатаму од после февруари со Господ напред. Значи има некои работи што се во навидуваат, но ништо не Ќе се видиме до тогаш уште еднаш. Так, да. Да се надеваме можеби повторно ќе се видиме на истиот круг. Дај Боже. Дуке, ти благодарам многу за интервјуто и за издвоеното време во целите овие фрки сега со патувањата и со се, и ти посакувам многу успех. Ти благодарам, со задоволство беше. Ти благодарам. Орелски крилја как да се метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да сидам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Да видам дали сонце и тамо мрачно угревијат како и вамо. Ако как овде сонце ме стретит, ако пак мрачно сонцето светит, на път далечни ја ќе се стегнам и в други стрни ќе си побегнам. Каде сонцето светло угревијат, каде небото од звезди посевијат. Овде е мрачно и мрак ме обвиват, и темна мъгла земја покриват. Мразо и снего и пепелници, силни ветри, шчеви улици. Околу мъгли и мразо и земни, а в гради студој и мисли темни. Не, ја не можем овде да седам. Не, ја не можем мразови да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да сидам, да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората греи душата и сонце светло зајдвит в гората. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Таму по срце в кавал да свирам. Сонце да зајдвит. Ја да умирам. Во Америка нашите уметници имаат големи можности. За 24 вести од Њујорк, Соединети Американски држави, Огнен Јанески.